научно-истражувачка дејност, најголем проект. Може тој со Славко да го збориме наредната епизода. Нема проблем. Да, Нема проблем. да. Најголем проект научно-истражувачката дејност не е во, значи таа паѓа побрзо него метеор. Значи издавачка дејност да не збориме. Значи студенти треба да знаат дека моментално Да, ужас. тоа е огромен проблем. И се доаѓаме до момент каде што не е поентата ти најголемиот проект пример со научни вакво сова да го направиш пример трети месец. Поентата е тоа да ти биде печатот, знаеш, планирано е за крај, планирано е огромен конгрес. Поентата е со тоа што е најголем проект да се даде дознање за најголемиот проблем, затоа што да, има други проблеми огромни. Значи пак ќе кажам, ќе имаме еден краток отчет за пред нова година што е како е направено. Значи има краткорочни, среднорочни проблеми. Но научно-истражувачката дејност, издавачката дејност, во која насока се движат моментално, на долг рок, нема да имаме прилика да ги решаваме студентските домови. Нема да има студенти. Као ти за да имаш студентски дом треба да имаш студенти. Што ќе биде некоја кузне што ќе биде ако ме сегаш. Тоа веќе се продолжи вака? Да. Значи тоа веќе се случува. случува. Зборевме со Илија во Белград. Да, тоа веќе се случува, нема везе. Тоа веќе се случува. Да. Моментот е дека сега се случува постепено. Значи сега пример, не знам, годишно ниво си одат пример не знам нека бројка да кажеме 25.000 млади. А веќе може си 5, може си 50, не знам. Да. И секоја година си одат 25.000 бегаат од државава. А ти ако вака продолжи научно-истражувачката дејност и издавачката, нема да си дадат 5-10, не ти си отиде цело население, нема да има образование. Ме разбираш што се случува? Нема да има. Не знам дали студенти приметуваат што се случува моментално. Нема асистенти. Нема асистенти на факултети. Нема бараш, нема му нудиш плата, нема. Во средните школи нема кадар. Никој не ќе да вакво. Сега доаѓа моментот кога што се вработуваат некомпетентни целосно луѓе. Трета работа. Пластично спореден. Поранешниот кадар и сегашниот на професори небо земја. Четврта работа. Ти знаеш дека има студиски програми кај што и предмети кај што има 1 или 0 запишани. Значи, ако не се лажам, македонски јазик... Ке мене се четворица. Ке мене се четворица, а активно сме двајца. Личен пример, одма, искуство. Значи, друг голем проблем, македонски јазик и литература, мислам, 0 запишани има. Не ме фаќа за збор, да не биде дека вакво, нека цитна. Не ти требаат странски влијанија. Физика... Не ти треба ни Бугарија, ни Албанија, ни Грција, ни Србија. Физика еден запишан нешто, така, ме разбираш. Тоа се места кај што се нудат големи стипендии, ме разбираш. Понатаму, ај што нема запишани студенти. Ти знаеш дека има професори, значи има ај тие што се малце, 0, 1, 2, 3, 4. Па тие што се као повеќе, има повеќе професори него што има студенти. Пример има 7 професори, има 7 студенти, 6, ме разбираш 5. Се што се случува? Замисли па има факултети со 7 професори, 1 студент. И сега еве нека биде еден професор да предава. Другите 6, еве ајде да си го поставиме прашањето. Што прават другите 6? Ти не можеш да ги тргнеш ти. Како? Што да им направиш? Ме разбираш? Сам не можеш. Можеш, ама не е целта, мислам. Тој е пети проблем. Шести проблем. Издавачка дејност. Ти дали од секој нормален човек, сега кога се запишува, кога се збори на темава, вика, како јас да се запишам, човече, во одредени учебници пишува дека главниот медиумски преносувач е радио, пример. Немам ништо против радиото, ме разбираш. Ама не е главен. Значи, збориме факти, збориме суштина. Значи, имаме книга, моментално учам од 98. И пак ќе ти кажам, и не е толку проблемот со мене. И имаме и искуства, и лични, имаме и вакво, може да се историх. Збориме за луѓе кои што пример се запишува на економски без основа, пример не знам, неговиот бекграунд е скроз различно од економијата, пример кај мене не е тоа случај. Скроз различно, он вика да ја да научам нешто. Се он учи нешто што го учел некој што е 98, а тој што у 98 одел да учи, значи, бил 18 години пример тогаш, значи сега тој човек има, тој човек сега моментално има 42 години. Значи он го учи истото, 18 годишен човек сега моментално учи нешто што некој што е сега 42 години учи. Стај ги перспективите, ме разбираш? Да. Се кај доаѓа тука по проблемот со издавачката дејност. Државата е тука пак
да речам кривет. Што се случува? За ти да имаш книги, ти треба да имаш професори што ќе ја напишат книгата. За професор да напише книга му треба мотив, му треба исплатливост некаква, да не се лажеме, ме разбираш. Тој пишува книга, таа е оригинал, така треба да се продава таа книга, се печати тираж одреден, примерно 50.000 книги се печат, не се печат 50.000, нема веќе 1000 нека се. Тој иде во продажба. Студентиве, секој студент, па и ја, еве си кажам, како да ти веш. Купуваат печатени копирани книги. Така, ова е пример оригинал од 1600, ова е 200. Нормално. Ме разбираш, сега ти замисли па да купиш 4 книги по 1600 денари, што ти прават, не знам, 6400 денари, и замисли да купиш 4 по 200, 800. Имаш разлика од 5600 денари. 100 евра, пута 8, пута 8 семестри, имаш 45.000 денари си заштедил. Ме разбираш? Малце ли се 45.000 денари за студент? Тоа зборам за книги само, прашајте ги овие на архитектура колку им одат по семестар или вакво градеш. Нема везе, муабетот ми е, доаѓа момент издавачка дејност. Не се купуваат оригиналите, автоматски кога не се купуваат оригиналите, професорите што пишуваат немаат финансиска исплатливост, викаат зашто ја да пишам цело време книга секоја година, кога немам, ме разбираш, не, он прво дава знаење, значи он го дава знаењето, дава време, дава, значи се вложува целосно во целиот тој процес, ме разбираш, значи не е книга, не е вака да напишеш, па биди Ајнштейн, ти треба да ја склопиш како, што, кој, каде да стои. Си треба истражувања, си треба читање, има работа. Ме разбираш, добри книги, добри. Сепак е учебник. Дали не се, нели, треба да биде репер за една. Не сум јас. Ете лично искуство, читаш добри книги, ти главната работа во добрите книги е што како мали пример сме ги рипале тие работи, ама после сваѓаш дека тоа е најважното, референциите. Да. Кај истражувано, од кај доаѓа, од каде ова е напишано, кој го истражува, па замисли па и тоа да го истражуваш, оно од кај го нашол, веќе многу ти работи, да речам, мозокот, дали тоа е ретко. Моабетот ми е издавачката дејност. Финансиски не е исплатлива, државата не го покрива минусот или го државата треба да го покрива. Тоа се државни институции. Треба да се изнајде начин, ме разбираш, треба да се изнајде начин, пример, не знам, кофинансирање пример на купување на книги, нека да се купуваат оригинални книги за да има финансиска исплатливост за еднава страна, студентиве пример да плаќаат наместо 200, нека плати 300 за оригиналот, ама знае дека ќе има образование за 10 години од сега. На пример ќе давам пример. Во Белград кога бевме, ја се погодив таму на сајмот на книги во Белград. Една причина зошто е толку ефтин сајмот на книги во Белград, не само што е сајм, има сајмски попусти, туку државата не ги даночи приватните издавачи. Ама она, знаеш работа. Не ги даночи, нема данок. Ете, разбираш, данок, тоа е исто друга работа. Сега, пример, оригиналите што се печатат, исто се и вметнува и данок во таа цена, ме разбираш. Да. Моабетот ми е, тоа е издавачката, научно-истражувачката. Еве сега пример годинава намалија пример на студентски домови средства и викаат, окей, намалено е, пример, има инвестиција од 24 милиони од Германска развојна банка, мислам, што супер, нели? Ќе почне проект и знам дека ќе почнеме ги средства што треба да ги донираме. Ако ги донираме нели во просторија во Стив ќе биде проблем бидејќи има ризик, тоест голем ризик има да ни ја срушат просторијата во март кога ќе почне ваквото, па затоа нели отидовме на други алтернативи со Стив и со Гоци и со Пелагонија. Везе, моабетот ми е има средства пример за студентски домови. 20 таму ти викам, окей, намалиле пример за студентски домови од основниот буџет. Што и тоа не се слагам, нема везе, значи мислам дека треба повише средства, нема везе. Се пример за тоа ајде наоѓаат некаков изговор. Ај кажи ми кој е изговорот за 144 милиони денари да се скратат од научно-истражувачка дејност, кога научно-истражувачка дејност е во пат. Значи, тоа што е во пат ти треба да го поттикнеш да се нема тигне. изговор, нема. Еве за ова нашле има германска. Абе кој ќе ни го спонзорира? Значи, научно-истражувачката дејност, верувам дека бруцошите не разбираат важноста, но главната работа за образование, за наука, за све што постои све што постои на светов е вакво, па ти во Америка најголемите научни истражувања се на универзитети Колорадо, Тексас, таму сегде ме разбираш. Најдобрите играчи НБА се од колеџите, не се од приватни клубови или од вакво. Ме разбираш, најдобрите кадри
Сеќаш, значи, сакам да ти кажам, тоа е образованието кај нив е систем. Пример, исто еден краток пример. Словенија. Знаеме кај е, значи Словенија сега била 22-та најдобра земја за живот во свет. Ние сме од Словенија колку 500 километри, колку сме? 1000. Добре, 1000 километри. Со кола да запалиш за 10 сати си таму што се вика така. Да. 12. Словенија во моментите кога требале да ја градат државата како независна од Југославија, рекле окей, ти си лев, ти си десен, нели, политички конотации под вакво. Окей, за све се караме. Значи, ти кога си опозиција се кара за све, една работа нема да се кара, образованието. За образованието заедно ќе работиме и ќе движиме напред. Тоа не е од јас се го кажувам ради реда. Значи ова беше кажано на дебатна емисија конкретно на 17 ноември, Клан, професорка од филолошки или филозофски факултет го кажува овој пример, ме разбираш? Значи она го кажува ова искуство, јас сега го воспримив го премененствувам. Значи Словенија рекла образованието и надолу се движи, не знам, на бизнис сектор, политички партии, чуда. Али образованието е суштината, науката, ме разбираш? Ти човече во Словенија моментално има проекти на научен план кои што па не коштаат колку цел наш буџет, ама 3/4 од буџетот кај нив е еден проект.